Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Согласно последните податоци на Евростат, Македонија денес е предпоследна во Европа по висина на минимална плата, а зад нас е само Албанија. Истовремено сме последни по куповна моќ. Ова не се бројки и податоци од некоја црна хроника, ова е нашата реалност со власта на ДПМНЕ. Овие статистики се потврдуваат за реалноста во која платата не им стигнува на граѓаните ниту до 10 во месецот. Реалноста во која граѓаните мора да кратат и штедат на се, додека функционерите на ДПМНЕ се луксузираат, си ги покачуваат платите и продаваат приказни дека сме четврти во Европа. Почитувани граѓани, ова веќе не е само економска криза, ова е свесно и намерно понижување на достоинството на секој граѓанин на Македонија. Евростат не лаже, но владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, лаже. Лаже кога вели дека се грижи. Лаже кога зборува дека сме четврта најака економија во Европа. Лаже кога ве убедува дека добро живееме. Сите економски партнери укажуваат на драматично влошување на квалитетот на животот. Инфлацијата оди нагоре, цените повторно се без контрола, платите стагнираат. Во Македонија моментално добро живеат само функционерите од власта. Дуото Трајко Славевски и Христијан Мицковски ова го прават намерно и осмислено. Целта е јасна: да се држат граѓаните во независност, да се држат платите на минимум, додека тие ги спроведуваат своите криминални проекти и задолжувања. Ниту ги интересира состојбата во која живеат луѓето, ниту сакаат да помогнат и променат нешто реално. Ги интересираат само нивните огромни бизнис сделки. СДСМ и ВМРО ДПМНЕ не се исти. Што правеше СДСМ? Ги зголемивме платите, и тоа минималецот од 9.000 денари на над 20.000 денари. Донесовме закон за автоматско усогласување на платите со трошоци за живот, за да не може никој политички да ги оценува граѓаните за растот на платите, туку да им следува со закон. Ги зголемивме платите во приватниот сектор, инвестиравме 2,6 милиарди евра во економија, помош за граѓаните и стабилизација на струјата. А што прави почитувани ВМРО ДПМНЕ? Ги одби сите предлози за покачување на платите. Ги блокираше мерките за поевтини основни производи. Не вложи ниту денар во поддршка за граѓаните во криза. Си гледа само за себе, за привилегираните бизнис партнери, но не и за народот. Христијан Мицковски и Трајко Славевски ќе останат запаметени не како реформатори, туку како луѓе што ја згазија економската надеж на оваа земја. Како политичари што ја заборавија работничката рака, а при тоа знаеме дека таа работничка рака ја води оваа држава. Време е за одговорност, време е за гласна борба, за повисоки плати, за фер услови, за економија во функција на граѓаните, не за бизнис партнери на ВМРО ДПМНЕ. СДСМ нема да молчи. Ќе зборуваме секој ден за секој човек што живее тешко и заслужува повеќе. Затоа што докажавме со дела што значи економски патриотизам и како секој граѓанин е важен. Покажавме дека сме различни и дека државата може да има власт која се грижи за граѓаните, а не за сопствените интереси. Ви благодарам.